Здраво на сите, добре дојдовте, драги колеги, соработници, гости, граѓани кои што не следат во живо, потенцијални апликанти. Здраво на сите уште еднаш и добре дојде. За оние кои што не ме знаат, моето име е Ирина Јаневска. Јас сум коосновач и председател на АРНО, Здружение за социјални иновации кое шести пат поред го организира надпреварот Зелени идеи. Денеска сме овде на промотивен настан да дадем еден висок старт на надпреварот кој што годинава забележувате дека почнува малку порано. Пред да продолжиме, односно пред да дадам најава за она што ќе следува денес, сакам да ги представам луѓето кои што денеска ќе ви се обратат. Освен јас, овде во име на АРНО и Ивона Крстевска, нашата нова колешка која што дојде на позицијата програмски менаџер за одржлив развој. Таа ќе ни каже нешто повеќе за формуларите и работилниците кои што престојат. Со нас и Владко Данилов, представник на Асоцијацијата за менаџмент и консалтинг МК 2000, веќе неколку години соработници и поддржувачи на надпреварот за Зелени идеи, и Бранислав Марковски од Фондот за иновации и технолошки развој, кој што и оваа година ќе биде дел од жирито, и Фондот за иновации кој што и оваа година ќе го поддржи надпреварот. Добре дојде уште еднаш. Можам да кажам дека со нас во гостија имаме и регионалната координаторка Антонета Иванова, која што доаѓа во името на Балканската зелена фондација. Антонета понатаму може за време на неформалниот дел да ја прашате за новиот брендинг на надпреварот, кој што забележувате од филантропија за зелени идеи се ребрендира во Balkan Green Ideas или Зелени идеи од Балканот. Зошто ова се случи како потек и која е големата слика за овој надпревар на регионално ниво, ќе ви раскаже Антонета, која што, како што кажав, доаѓа од Балканската зелена фондација, која што го менаџира овој надпревар, кој што инаку се случува во повеќе земји од Балканот и е поддржан од фондот на браќата Рокфелер од САД. Нема да должам многу околу општите работи за конкурсот, односно надпреварот, затоа што веќе 6 години поред ги употребуваме. Можам да кажам дека еве позади на телевизорот оди една презентација која што јас на шега ја викам рециклирана, затоа што секоја година ја употребуваме и ја надополнуваме со едни убави примери и од кај нас и од регионот, примери на зелени идеи кои што навистина кажуваат колку самиот Балкан може да раскаже и да покаже дека имаме потенцијал за зелена економија. И не можам да го скокнам делот дека еве токму Балканот беше многу актуелен и ние како земја бевме актуелни со зелена приказна која што доби номинации за Оскар. Јас лично се опседнав со приказната на Атиџе уште прв пат кога го гледав филмот и не можам да не размислувам како едно производство на мед може да не донесе не само до Оскари, туку до една мокна порака во светот дека ако ги почитуваме локалните приказни практики, навистина можеме многу силно да одекнеме. И тоа да го преточиме не само во една еколошка и општествена порака, туку и во една бизнис порака, затоа што тенденцијата и на приватниот сектор е да биде интегриран и да се повеќе се движи кон принципите на зелена економија. Тоа е за Балканот, тоа е за приказната за Атиџе, која што се надеваме дека ќе продолжи со производство на мед на еден многу убав начин, со пораката пола за нас, пола за мене, пола за нив, мислејќи на пчелите, почитувајќи ја нели природата и секако живејќи од овој мал зелен бизнис. Ние како апел може само да кажеме дека овој бизнис може понатаму да одекне многу појако доколку стане, например, јас лично со тоа се опседнав, промотивен материјал на нашата земја, зашто да немаме јадливи сувенири, мали медчиња спакувани во теглички мед кои што ќе се продаваат на туристи, а и секако и за локалното население, затоа што овој мед е еколошки и е добиен навистина на еден убав начин. Тоа е за приказната за Атиџе, како што кажа во позадина имаме многу примери. Она што сакам да го нагласам е повторно дефиницијата за зелени бизниси што се. Преку примерите ќе видите дека нема една дефиниција што ги опфаќа сите, туку дека секоја година ни изненадуваат, особено со креативност, нашите македонски зелени идеи. Во собата имаме неколку од победниците, двајца од минатогодишниот регионален надпревар, кои што ни донесоа $10,000 во земјата и ги реализираат, се во процес на реализирање на своите идеи. Теодора, која што ни доаѓа од тимот на Челенџер, ќе ви каже понатаму на крајот со што се занимаваат тие во моментот, и Јорданчо, кој што доаѓа од кооперативата
неговата оризова братимка, кој што ќе ни го покаже, ќе ја раскаже приказната за првиот биосмарт ориз, ориз добиен на еколошки начин, од едно село, кое што исто верувам ќе каже Јорданчо, е светски познато, затоа што таму се наоѓа најголемото гнездо на штркови во светот. Ето уште една приказна која што плаче за документарец. Може Јорданчо ќе открие и дека и они биле дел од документарните снимања на тимот кој што ја снимал Медена земја, токму како дел од програмата за заштита на природата на швајцарската амбасада. Нешто што нас дополнително не прави горди, затоа што еве гледаме дека од нашиот сектор не излагаат само бизнес идеи, туку и приказни и примери кои што одекнуваат на светско ниво. Во собата исто така го имаме Кристијан Шопов, нашиот екомагионичар, кој што беше регионален победник на еден од надпреварите за зелени бизнес идеи. Кажав тројца победници, ќе ги кажам и првите македонски победници. Тоа се кооперативата Наша добра земја, кој што во 2015 година освоја $10,000, изработија нивни органски сертификат, најдоа 5 фамилии, ги обучија што да произведуваат, како да ја произведуваат и им обезбедија пласман во нивната продавничка, што и до ден денес функционира. Имаме уште еден стартап кој што се вика Храна за сите, кој што беше платформа за продажба и донација на last minute храна, односно храна која што е непродадена. Дали заборавам некого од зелените идеи? Како кате подсетиме? Спин Марта, чишто мебел многу често може да се најде токму во јавна соба, местото каде што сме денес. Марта инаку млада архитектка која што употребува стар неупотреблив мебел, го откупува од луѓе кои што не се економски мокни или кои што нажалост го користат за огрев, па го рециклира, го реупотребува и го нуди еве и на вакви места, секако и за канцелари, за домашни потреби и го со тоа го продолжува животот на едно парче мебел кој инаку би станало отпад. Вкупно, се надевам дека сега сите ги кажав, нема да ми замерите, на нашиот вебсайт ги имаме и сите примери до сегашни, а исто така во медиумите има многу објави, затоа што гледаме дека навистина има интерес и кај медиумите и кај граѓаните за овие бизнеси. Нема да должам многу околу филозофијата кои се критериумите, ќе ги прочитате. Исто сакам да апелирам дека пред да ви се заблагодарам на сите за присуството и на сите оние кои што не гледаат во живо. Сакам да апелирам, бидејќи ние сме мала организација, да не ги трошиме капацитетите на што е зелена идеја, можам ли да аплицирам или не. Први да се информирате на нашата страница zelenidei.mk за сите критериуми, а потоа доколку имате некакви специфични прашања да ни се обратите кои што се поврзани конкретно за идејата, затоа што, како што кажав, мала организација сме, немаме капацитети да одговараме на оние класични прашања кои што веќе имаат одговор. За таа намена имаме и посебен таб на нашата страница, каде што има ЧПП се вика, често поставувани прашања. Верувам дека и таму ќе најдете доста од одговорите. Без многу должење, инспирацијата ја кажавме, актуелната приказна натеџа исто ја споменавме. Она што сакам да го нагласам, барем во овој мој воведен дел, е дека надпреварот денеска почнува официјално и трае до 10 април до полноќ. Критериумите се потполно исти со минатите години. Повторно ќе кажам, дефиницијата на зелени бизнеси, ако гледаме според примерите, е навистина голема, меѓутоа она како ние се водиме и она како жирито ги оценува бизнес идеите кои што ќе пристигнат е следнава. Зелен бизнес е бизнес кој што користи ресурси од локалната заедница. Што ќе рече тоа? Дека најголем дел од производството, од услугите кои што овој бизнес ќе ги нуди, треба да се ослонуваат на локални ресурси. Значи не извоз, не увоз. Извоз секако дека може, тој кој ќе ви користи во маркетинг планот и во бизнес планот за развој на идејата, меѓутоа што помалку увоз, да речеме дури и воопшто. Слободно повелете, знаеме дека има гужва во градот. Имате напред 2 места.
Значи стигнавме до делот за критериуми. Она што го споделуваме во моментот е дека нема промена во однос на критериумите. Што е дефиниција на зелен бизнис? Зелен бизнис е секој оној кој што користи ресурси од локалната заедница и придонесува кон одржлив развој, при тоа интегрирајќи ги локалните потреби, економски, еколошки, обштествени на заедницата. Примерите, кажав, ке ги видите, од екомагионичар до IT апликација, до луѓе што произведуваат ориз, што рециклираат мебел, на вистина се различни и секоја година се повеќе и повеќе не инспирираат. Она што е ново е аплицирањето во две категории. Ова не е само во Македонија, туку се случаи на регионално ниво. Новото е дека тие што се физички лица можат да аплицираат во првата категорија за физички лица, со барање за потршка до $5,000, додека правните лица можат да аплицираат во категорија за правни лица за подршка до $10,000. Претпоставувам дека во позадина препознавате тенденцијата на регионалниот надпревар, тоа е да се даде шанси на оние што имаат ембрионски идеи. Значи физички лица кои што се со една нога веќе охрабрени, размислуваат, имаат идеја да почнат бизнис, меѓутоа немаат регистрирано правно лице, да аплицираат. И она што сакам да го нагласам за овој надпревар е дека, за разлика од други донатори, повици, ние немаме ограничување во однос на тоа што може да се буџетира. Ова го очекуваме како прашање во делот на прашања што ќе имаме на крајот од овој настан. Меѓутоа, битно е да знаете дека за луѓето што аплицираат како физички лица во барањето, во проектната апликација, во буџетските ставки, слободно можат да пишат дека им треба дополнително истражување. Дали е тоа лабораториско тестирање на почва, дали им треба некој професионалец да им направи бизнис план, дополнително маркетинг, истражување, брендинг, значи слободно може да се наведе во буџетските ставки. И тоа е таа прва категорија која до сега, надпреварувајќи се со овие што се малку поразвиени, заостануваше и забележавме дека има нееднаквост, па затоа сакаме да дадеме шанси на оние кои што аплицираат како физички лица да слободно, без никакви задршки, без никакви големи амбиции, преголеми ветувања, искрено пишат во апликацијата докаде се со своите размислувања и што е она што им треба како поддршка, за да, доколку победат на регионалниот надпревар, со тие $5,000 веќе формираат правно лице и продолжат да оперираат на пазарот. За вторите, за оние кои што се правни лица, повторно останува истиот критериум, може да аплицираат и граѓански организации кои што имаат економски активности, може да аплицираат занаетчи, производители на ракотворби, индивидуалци, земјоделци и мали компании. И за сите овие правни лица, единственото правило што ги ограничува е минатата година, односно сега бидејќи овој надпревар започнува порано, мораме да ги гледаме завршните сметки од 2018 затоа што за 2019 може да не се подготвени во целост. Единственото ограничувачко правило е овие субјекти да немаат профит за минатите 2 години поголем од €10,000. Што ќе рече дека повторно станува збор за мали компании, мали организации кои што имаат можеби економски активности. За да не ги буниме луѓето, тоа ги сметаме социјални предпријатија, граѓански организации кои што имаат некаква мисија која што возвраќа кон заедницата, а имаат и некаков маркетинг елемент, односно имаат некаква продажба на производи или услуги. Значи, единственото од критериумите што е ново е ова во однос на категориите, се друго останува исто. Динамиката на надпреварот исто така иста, се испраќаат апликации до 10 април, понатаму жирито кое што искомпонирано од представници од сите различни сектори, најчесто од донаторски агенции, од фондации и од приватен сектор и од граѓански сектор, ги оценува сите пристигнати идеи, ги бодува за понатаму 10 финалисти да се повикаат на јавен настан, кој што ќе биде на почеток на мај и таму пред жирито повторно да ја пичуваат својата идеја. На самиот настан жирито ги оценува и бираме тројца македонски победници. Тројцата македонски победници имаат задача после со тимот на Арно и со сертифицираните консултанти од МК да се подготват за регионалниот надпревар и да кажеме дека за прво наградениот, понатаму и Бране ќе не каже за годинава, ќе има повторно награда од Фондот за иновации и технолошки развој.
Крајот на јуни се случува регионалниот натпревар, каде што секоја од земјите која што е дел од овој регионален натпревар оди заедно со своите тројца представници и таму се надпреваруваме за вкупен фонд на награди од $40,000. Значи, дали ќе бидат 10,000 и 5,000, годинава сме во неизвестност до моментот додека видиме и ние на национално ниво какви идеи ќе се филтрираат и изберат, меѓутоа и да видиме од регионот која земја во која идеја, во која категорија на идеи ќе се надпреварува. Битното е дека вкупно $40,000 ќе има фонд и битното за овој надпревар, ја што сакам како крај од мојот воведен дел да го нагласам, е дека овој надпревар е наменет за сите оние што веќе размислуваат за зелена идеја и само една поддршка во целиот тој процес, ветер во крила. Жирито, како што кажав, искомпонирано од луѓе кои што дополнително може да аплицирате за програми за поддршка. Нашата идеја во Арно е да ве поддржиме, да ве вмрежиме дополнително, така да надпреварот е само ветер во крила за оние кои што веќе размислуваат, а понатаму ќе слушнеме еве какво искуството на оние кои што победиле и колку тие успеале во нивната реализација на зелена идеја. Јас, да не зборувам многу, си го слушав гласот премногу. Ке го препуштам микрофонот сега на Ивона да го објасни делот околу формуларите и апликациите, понатаму ќе ни се обратат и другите наши гости, а за на крајот ќе ги чуваме прашањата за да директно имате шанса да ни поставите се што ве интересира. Апели за оние кои што не гледаат онлайн, слободно можат да ни пишат на Facebook страницата доколку имаат некое прашање, колешката Ката ќе го евидентира, па во крајната сесија ќе гледаме да го одговориме. Сепак ќе го оставам слайдшоуто. Се извинувам многу. Здраво, јас сум Ивона, мило ми е што го представувам Арно во случајот и што ќе можеме да ви го објаснам делот, односно начинот како се аплицира. Како што кажа веќе Ирина, апликациите се отворени до 10 април 2020 година. Формуларот кој што се структурирано во еден формулар кој што може да го најдете на страницата zeleniidei.mk во делот апликација. Тука се наведени, формуларот го сликува сето она што е зададено во критериумите, и едноставно одговарате на прашања кои што имаат насоки како да се одговарат, се истиот содржи и Canvas модел, исто така како и финансиски предлог на она што сакате го да убиете. Во формуларот исто наведувате дали сте дали аплицирате како индивидуалец или правно лице и понатака дали каква поддршка може да добиете. Би сакала да ви го покажам, меѓутоа се соочувам со мал технички предизвик кој што добро. Како и да е, кога ќе одете во, ви кажав, на страницата Зелени идеи, формуларот може да го спуштите и тоа е пишува формулар Зелени идеи и има упатство како истиот се пополнува. Содржи неколку дела, односно податоци за носителот и пријавата, исто така, значи како што ви кажав, дали пристапувате како индивидуалец, дали пристапувате како правно лице, и изјави во кои што мора да ги одговорите. Сите полиња во формуларот се задолжителни за одговарање. Потоа резиме, делот кој што треба да ви го содржи сето оно што сакате да го представувате. Меѓутоа, најчесто нели како што ако имате искуство во аплицирање, овој дел се формулира на крајот од апликацијата, бидејќи она е првото нешто кога евалуаторите ќе го видат и треба да дадете слика за целосната апликација. Информации за идејата. Има неколку прашања кои што тука може да ги одговорите. Токму тука се отсликуваат правилата, односно критериумите за учеството. Како ќе ја представите идејата, ве молиме да ги прочитате концизно и јасно. Има и такви насоки, има и ограничување на зборови. За секое прашање има одредени насоки како се пополнува, не ги занемарувајте. Исто така држете се до насоките кои што се даени, односно до ограничувањата на колкава треба да биде таа апликација. Некои од полињата имаат одреден фонд на зборови кои што може да го користите, додека останати се отворени за да можете да се искажете, значи повеќе, односно да напишете и повеќе доколку сметате дека има потреба за тоа. Покрај информациите за идејата е планот на активности, тоа е еден клучен дел кој што мора да го представите, тоа е една табела
слободно додавате редови во истата, како што вие мислите дека ќе ја реализирате вашата идеја, така и ги додавате активностите, и потоа следи Canvas бизнис моделот, с кој што треба да биде, значи експлицитно е потенцирано дека треба да биде на една страна, ќе добиете детали, ќе ви кажам како можете повеќе детали околу тоа, да го пополните, мислам дека тука имате и консултант кој што и како ќе ви објасни што представува Canvas бизнес моделот, и нормално самиот формулар содржи дел за финансии и да ги кои се планираните трошоци кои што се потребни за реализација на самата идеја. Можете од дополнителни документи информации заедно, значи со апликацијата, да доставите до 10 мегабајти, може да доставите и содржина која што вие сметате, меѓутоа тоа ви е нешто дополнително. Формуларот задржително треба да се пополни по насоките кои што се дадени за да аплицирате, и истото се испраќа на имејл, и доколку имате уште нешто дополнително, односно развиена идеја, претходно искуство, други формулари, бизнис планови, исто така може да ги испратите за време на аплицирањето. Апликациите кои што се они правила се стојат истите како и при секое аплицирање, доколку аплицирате подоцна од зададениот рок, апликациите нема да бидат земени предвид. Се врши нели онлайн, и секако доколку имате прашања, тие се можете да ги поставувате на телефонскиот број кој што ви е напишан исто така на страната, во секој работен ден од 9 до 17 часот може да добиете одговори и насоки во доколку имате потреба нормално од тоа. Ќе треба да ги следите сите новости, бидејќи ќе се објавуваат на страната Зелени идеи, ќе се објавуваат нели и на Facebook профилот на Арно, кој социјален медиум го користи лјалатка, значи така и може да ги добива информациите. Во однос на она што треба да го направиме во следниот период е дека ќе се одржат и неколку работилници. Работилниците, првата работилница ќе се одржи на 22 февруари, и тоа во Скопје. Работилницата ќе дава токму, на работилницата ќе добиете сите потребни информации за начинот на подготовка на апликацијата и насоки како се пополнува Canvas бизнес моделот. Многу е битно да се знае дека кога аплицирате, не доаѓате на самата работилница доколку сакате да дојдете, веќе треба да ја имате разработено идејата, веќе треба да имате ставено информации, бидејќи само во тој случај ќе можете да добиете полезни информации со цел до развивање на апликацијата. Значи, целта на работилницата е да ги да добиете насоки на веќе поставена идеја, а не тогаш да ја поставувате идејата. Сега во однос малку на работилниците, првата ќе биде во Скопје, ќе се снима, ќе се стрима, исто така ќе биде закачено видеото на zeleniidei.mk, кое што може многу да помогне при пополнувањето апликација на оние кои што не се стварно во можност да посетат работилницата. Бројот на лицата на работилница е исто ограничен, односно кои што може да добијат консултантска помош, од 10 до 15 лица. Исто така следат работилници во уште 2 градови и уште една последна работилница во Скопје. Датите кои што ги планираме се 12 март, 19 март, едната работилница да се случува во источниот дел на земјата, а другата во западниот дел на земјата, за да можат некако на некој начин да бидат опфатени сите региони. Ги размислувавме градовите Штип и Струга, меѓутоа дополнителни информации потврда ќе треба веќе 90% сме сигурни, меѓутоа дополнителни информации сепак следете, бидејќи може да има некоја промена. За учество на работилница задолжително се пријавува, се пополнува еден формулар за учество, кој што исто ќе може да го најдете на страната zeleniidei.mk, како и на социјалните медиуми, односно сите алатки кои што ги користи Арно за своја промоција. Сега би дала збор назад.
Јас ќе Фала. си го земам на фала Ивона, експлицитно. Не сакавме да одиме многу во детали што има секое прашање. Исти се прашањата од лани. Ја имате и претходната работилница од лани, со мислам дека преку 400 прегледи на YouTube. Луѓе кога ќе нас сретнат, ни благодарат затоа што тогаш Владко ептен експлицитно ги објасни сите фази за бизнис проекции. Јас само да ја надополнам Ивона во оној дел за формуларот, за апликациите. Не пишувајте на висок стил, никој не оценува академско ниво, што поискрено, толку подобро. Значи не бараме поезија, што луѓе што имаат искуство во аплицирање знаат да ја употребат, бараме искрен пристап и реален пристап, значи со две нозе на земја, да не се ветува дека не знам сега каков бизнис, што по-реално, што по-искрено, што по-локално, толку подобро. За планот на активности, забележете дека табелата се однесува на 12 месеци. Ова е многу важно да го знаете, затоа што се случува секоја година да добиаме и по неколку вакви идеи. Бараме идеи што можат да се реализираат во рок од една година. За кога ќе одиме следната година на регионален надпревар, да кажеме што се случило. Не бараме сега да се посади нешто, дрво например, што ќе има плод за 5 години. Тешко е да се следи, затоа што од кога ќе победите, здрави, ако и оваа година имаме регионални победници, улогата на Арно е да ве менторира, да ви биде поддршка, меѓутоа и да следи до каде е бизнис идејата. Не можеме да следиме нешто што за 5 години ќе има плод. Затоа во планот за активности и кога размислувате за зелените идеи, размислувајте што после една година ќе биде видливо, што ќе има реален продукт, каков профит ќе има после една година. Во однос на работилниците, каже Ивона дека ограничен е бројот на учесници. Идејата е да дојдете со веќе нешто разработено за да го искористите Владко за доработка на самите идеи. Работилницата прва нема да се стрима, ќе биде снимена, меѓутоа отпосле ќе биде монтирана и ќе биде прикажана се со цел доколку има некои приватни да заштитиме приватност на учесниците. Доколку некој си ја каже идејата во консултација со Владко е едно, меѓутоа да не иде онлайн во живо сите да гледат, затоа што ќе забележите и на видеото од минатата година дека има делови каде што има тишина. Тоа не е технички пропуст, туку тоа е благодарение на Младен монтажа за да ги заштитиме сите идеи и податоци, затоа што знаеме дека значат. Почитувајте го ограничувањето на зборовите. Да, во нашиот национален надпревар ребрендингот остана само зелени идеи, меѓутоа зборот филантропија најмногу се гледа во композицијата на жирито кој што про боно ги чита сите пристигнати идеи и навистина одделува време. Значи треба да го почитуваме времето на другите и се разбира да следиме она малку покапиталистичка логика дека што поконцизно и појасно толку подобро. Значи не ни требаат поезија, формулари, ни требаат конкретни информации за зелените бизнис идеи и навистина минатите години не бевме многу строги, прогледувавме низ прсти ако има плюс зборови, меѓутоа оваа година ќе мора да ограничуваме, дури да дисквалификуваме идеја доколку не се почитува бројот на зборови. Мислам дека друго све покривме, во делот на прашања ќе раскажеме, ќе одговориме доколку имате нешто конкретно за формуларот. Сега може Владко да ни каже за досегашното искуство, совети за зелените бизниси годинава и нешто повеќе околу работилниците. Фала многу, благодарам. Здраво на сите. Јас сум Владко Данилов од МКА, Асоциација за менеджмент консалтинг. Пред да кажам зошто сум тука во име на организацијата, само да дадам едно кус осврт. Целта на секој бизнис е профит. Че ова не е многу популарно и фала Богу у задниве декади барем имаме промени во парадигмата, веќе се зборува за зелени идеи, за социјално претприемништво, за циркуларна економија, значи нови концепти настануваат кои што се применуваат, но сепак останува дека бизнисот мора да биде успешен за да може да опстои. Значи ако не прави профит, значи сите овие други пагаат во вода. Се што значи како да дојдеме до успешен бизнис? Значи потребни се две компоненти, ни треба добра идеја и добар предприемач. Ако имаме лоша идеја, можеме да ја подобриме, ако е предприемачот добар, но ако предприемачот не е добар, многу тешко ќе оди бизнисот. Значи потребно ни е све да ставиме на едно место за да имаме комплетен успешен бизнис. За да биде успешен, вие сте гледам многу млади овдека, веројатно ова ќе бидат
почетни бизниси со малку искуство, значи ќе се соочите со многу предизвици кога ќе почнете да работите. Значи ќе се соочите со еден куп на закони, со институции кои што ќе ве нападнат, значи со пазарот, со купувачи, со продавачи, значи нешто, еден огромен свет, една џунгла каде што мора да се снајдете за да обстоите. Значи во почетокот на работењето е многу тешко и од таа причина, значи ние сме спремни да од нашата организација да ви понуди на располагање за добитниците консултанти, професионалци кои што се специјализирани за стартапи, за претприемништво, кои што ќе може да ви помогнат да го надминете тој првичниот период, некако додека да застанете на нозе. Значи МКА, нашата организација, која што е, значи, организација на професионални консултанти, сертифицирани консултанти, значи ќе ви обезбеди помош да застанете на нозе. Значи со менторство ќе работат со победниците на овој дел. Кажа Ирина и јас ќе повторам, пак зборувам за сертифицирани консултанти, бидејќи на пазарот денеска имаме све, нели? И за да добиеме некаков и услуги и производи, за да бидеме сигурни, бараме некаков доказ дека е нешто квалитетно и тоа што го купуваме. Значи, од таа причина, значи, ние сме организација што прави сертификација и со тоа даваме голема доза на сигурност дека консултантите кои што работат се квалитетни и значи не сакаме да ви дадеме некој што нема да си ја заврши својата работа. Ке имаме работилници каде што ќе се разгледува, мислам дека овдека не можеме сега многу да зборуваме околу Canvas моделот, значи тоа е еден едноставен модел, значи каде што се даваат само основни контури на бизнисот, но за време на обуките, значи за да дојдеме до тие 2-3 реда, значи позади тоа стои многу работа за да се стигне до нив. Така да таму ќе зборуваме малце повеќе. Ви посакувам на сите многу среќа и успех во надпреварот и во понатомошното работење. Фала, Владко, кратко и сладко. Сега јас ќе му дадам збор на Бране да ни каже Фондот за иновации како го поддржува овој надпревар и што се друго имате како можност од оваа институција. Фала ти, Ирина. Добар ден и од мене. Јас сум Бранислав Марковски од Фондот за иновации. Веќе втора година сме поддржувачи на оваа иницијатива. Поддржуваме зелена економија на организација Тарно. Меѓутоа, да бидам искрен, се надам дека и партнери ќе станеме понатака, бидејќи покрај оние регуларни финансиски инструменти кои ги имаме, да речеме, за традиционалните бизниси, веќе потпишавме и меморандум еден со USAID, со Американската организација за меѓународен развој, за организирање и поддржување на социјалното претприемништво. Така да се надевам дека веќе и ние ќе можеме и понатака и како партнери да спроведеме некои од овие јавни повици кои ги планираме во насока на поттикнување на социјалното претприемништво. Пред се сум дојден да освен да ги представам и да го представам и можноста за финансирање преку Фондот за иновации и технолошки развој и да ве охрабрам да учествувате на вакви иницијативи, да верувате во сопствената идеја, бидејќи се чувствува едно размрдување на пазарот на капитал, има средства до кои може да стигнете. Потребна ви е малку поголема упорност. Инвестициски фондови, приватни иницијативи, вакви на невладини организации, мерките на Агенција за вработување и UNDP се тука, финансиските инструменти на фондот, така да последнава година-две можам да кажам дека има широк спектар на финанси, на извори на финансирање кои може да ги искористите во насока на реализацијата на вашите идеи. Инаку, што се однесува до нашите инструменти, тука е повикот за стартап компании, веќе реализирани 3 јавни повици, вложени 2,5 милиони евра во стартап компании,
Во моментов имаме активен повик за стартап и спин-офф друштва, до 25 е активен овој месец, каде што го проширивме фондот на 1,5 милиони евра, така да ќе дојдеме веќе од некој инвестициски циклус во стартап компаниите од околу 4-4,5 милиони евра. Така да, она што е најинтересно за вас од нашите инструменти е стартап инструментот. Тука си останува и технолошкиот развој како инструмент за поддршка на набавка на нови машини, нова технологија, инструментот комерцијализација на иновации, каде што поддржуваме пазарни активности, значи доколку имате некој производ во фаза на прототип, излегување на пазар и комерцијализирање на истиот. Исто така да не ги забораваме деловно-технолошките акцелератори, 2 милиони евра вложени во 3 акцелератори, УКИМ акцелераторот во Скопје и Сивус и X-Factor акцелераторот во Велес, каде што со сопствени предакцелераторски програми учествуваат во не само со финансиска поддршка во вашиот бизнис, туку и со менторирање. Така да искористете ги овие шанси, овие можности кои се пред вас, охрабрете се. Партнер дефинитивно ќе најдете во фондот и во процедурите кои ги обезбедува фондот. Јас нема да должам многу, уште еднаш ќе споменам дека имаме активен повик до 25 овој месец. Стоиме на располагање и за било какви информации во однос на повикот, но и си стои техничка поддршка во насока на консултантски сесии со консултанти ангажирани од фондот, така да буквално стоиме на располагање не само со финансиска поддршка за компаниите, туку и со менторска поддршка. За овој надпревар се уште немаме дефинирано која ќе биде наградата, меѓутоа да дефинитивно ќе победникот ќе добие дали ќе биде ваучер за патување, дали некое менторирање дополнително, тоа ќе го утврдиме. Ви благодарам. Фала Бране, и те сакав лично да слушнати од представник на Фондот за иновации дека можностите не запираат кај овој надпревар. Многу ни е драго што оваа година успеавме да го ставиме и логото на Фондот за иновации на нашите садливи картички, кои што морам да нагласам дека се продукт на еден успешен зелен бизнис. Нив ги изработува Јасмина Главинча со бизнис компанијата Wizard. Тие се направи на рециклирана хартија, печатени се со еколошки бои, можете да ги нарачате за своји било какви потреби. Интересното е што во нив има семе, вие на крај овде ќе ги добиете во неформалниот дел за оние кои што не се многу искусни во растењето на цвеќиња, може да добиете и насоки како се расте. Внатре во овој случај во нашите картички има семе од пркос. Тоа е едно локално автохтоно растение кое што ја носи символиката на надпреварот. Сакаме зелените бизниси што ќе успеат од овој надпревар да пркосат на се. Во некои делови од земјата се нарекува и цвеќе инатче. Знаеме дека е тешко да се почне бизнис, никој не вика дека е лесно, затоа ги имаме сите овие наши поддржувачи околу нас. Меѓутоа ете, зелените бизниси од инат да продолжат да вираат. Дополнително фала Бране за сите можности. Сакам да кажам една поговорка која што исто често ја размислувам во последно време во целата асоциација со она што се случува во нашиот еко стартап во заедницата во стартап заедницата. Тоа е африканската поговорка дека it takes a village to raise a child. Значи треба цела една заедница за да успеат нашите бизниси, затоа во таа насока многу ни е драго што 6-ти пат поред го организираме надпреварот, но многу ни е драго што има многу вакви слични иницијативи, институции каде што можете да побарате поддршка. Јас сега можам да ги повикам челенџер да ни кажат што за нив значеше надпреварот, накратко да ни испрезентираат. Инаку челенџер минатата година беа прво пласирани на македонскиот надпревар. Тие добија ваучер од Фондот за иновации да патуваат на настан надвор од земјата, дополнително да ја представат својата идеја пред странски инвеститори, ама како што самите кажуваат, затоа што се многу зафатени со моменталната реализација, уште не успеа да стигнат
стигнат да таргетираат нови пазари, затоа што ја разработуваат нивната идеја. Теодора Повели, можеш да ни раскажеш? Си стоива учел. Ето, имате ветување јавно од Фонд за иновации дека не пропаѓа. Здраво на сите. Како што кажа Ирина, значи ние лани победивме на регионалниот надпревар. И од тогаш мислам дека многу ни се смени животот искрено, на подобро само, значи тука сум да споделам само позитивно искуство. Размислував, не стварно размислував некоја критика, некој конструктивен фидбек, меѓутоа само се позитивни работите. И јас би сакала да ве охрабрам сите, значи да дури да имате млада идеја како што беше нашата пред година дена, чисто да ги погледнете формуларите, да ги пополните, бидејќи тоа многу ќе ви смени, ќе на некој начин ќе го осознаете вашиот бизнис, односно вашата идеја, со само до тоа што ќе го пополните тој формулар, бидејќи е обемен. Ама за среќа имате поддршка од сите овие луѓе тука во секое време, значи никогаш не бевме оставени сами. Нели навремено бевме информирани сите работи. Така, бевме на работилница каде што уште подобро ја запознавме нашата идеја и го запознавме и тимот и се запознавме и самите себе си. Така да мислам дека дури да не искочеше ништо, мислам дека немавме што да изгубиме. Тука понатака би сакала да ви кажам малку повеќе за нашата зелена идеја. Апликацијата е Challenger, можеби до сега сте ја слушнале, нашето мото е Human Power On. Како што знаете, ние сме еден од најзагадените градови во Европа и третиот најзагаден град во светот. И се тоа ни беше многу тажно на нас и затоа сакавме да направиме нешто, наместо да бидеме дел од тој проблем, ние сакавме да направиме некое решение колку што можеме. Па така создадовме апликацијата Challenger, која што е мобилна апликација која што ги наградува своите корисници за секој километар поминат пешки или на точак. Сега, нели да зборувам малку повеќе со тоа што направивме со парите кои што ги добивме од Арно. До сега сме до некаде до 40% од целосната сума сме ја искористиле, па така имавме шанси нели да вработиме, тоест да најмиме многу млади локални ресурси како што и беше идејата. Нели можевме да си дозволиме и адвокат, станавме од физичко правно лице. Потоа најдовме некој да ни го направи дизајнот, бидејќи тоа ни недостигаше во тимот. И ова е видеото кое што ексклузивно би сакале да ви го покажеме, односно е резултат на нашата работа. Се надам дека ќе се отвори. Чекај само друг екран. Момент. Техника не насака. Знаме. И загаден воздух. Тука е Challenger, мобилната апликација која ќе те мотивира да го оставиш својот автомобил дома. Те предизвикуваме да бидеш и ти дел од промената. А Challenger ќе те награди затоа што возиш велосипед, и шачиш, и трчаш. Challenger ми претвора твоите поминати зелени километри во поени. Вклучи се во Challenger предизвиците, затоа што секој успешно исполнет предизвик ти носи награда. Замени ги Challenger поените за различни попусти од локални бизнеси. Дознај повеќе на challenger.mk и приклучи се на Challenger заедницата. Чекај само да најдам екранот. Да, значи ова видео е изработено од вистински професионалец за кој што ние можевме да платиме и многу сме среќни. Натака. Малку повеќе околу самата апликација, значи има два главни концепти. Едниот се предизвиците, како што кажува самото име Challenger. Така ги имаме предизвиците кои што ги поставуваат локалните бизниси и даваат директна награда за одреден број на километри кои што вие ќе ги поминете пешки или на точак. Па така тука гледаме дека на пример за 70 километри ќе добиете бейгл од Крукс.
им благодариме и плюс на сите локални бизниси кои што поддржуваат зелени идеи, бидејќи тоа ни е многу важно, затоа што оваа заедница нема сама да се изгради, не е доволно да имаме само корисници, туку мораме да имаме и бизниси кои не поддржуваат. Понатаму вториот концепт е Challenger Store или Challenger продавницата. Тука наместо директни награди поставуваме попуст на производи и на услуги исто од локалните бизниси. Кој е тимот позади Challenger? Тоа сум јас, Стефан, Олга и Митко. Нашата приказна запозна на стартап викендот во 2018 година и понатаму следеше првото место кое што ни беше доволно за да го почнеме, да ја направиме таа идеја во еден бизнис. И моментално докаде сме, значи ја тестираме апликацијата, сега сме во последната фаза на тестирање, имаме само Android верзија моментално, меѓутоа повторно можевме да си дозволиме и на страна некој да ни ја изработи и iOS верзијата, која што до месец март би требало да биде готова. Така да тие што сакате да помогнете во тестирање на оваа апликација, слободно пријавете се на еден од овие контакт броеви или мејлови или само пишете ми или зборувајте со мене после ова. Така да, тоа е се од мене. Фала, Теодора. Ова е приказ на како луѓе што не се знаат претходно, значи се запознаваат на стартап викенд, доаѓаат до идеја, аплицираат кај нас и однаеднаш имаат регистрирано фирма. И тргнуваат со нивни предизвик, кој што дополнително веруваме дека ќе биде реплицирани во други градови, не само на Балкан, туку и во Европа, затоа што многу интересно преку овој процес на геймификација прави предизвици за луѓето и прави нови заедници. Ако луѓето бегаат веќе од социјални мрежи на апликации, еве еден начин каде сите луѓе кои што одат пешки и возат велосипед ќе се соберат на едно место. Ова го препозна и регионалното жири. Кога сме веќе кај регионалното жири, мора да кажам дека тоа се жири членови кои што доаѓаат од навистина еминентни организации од Оксфорд универзитет и нас ни е многу драго затоа што ова регионално жири ги препознава македонските идеи. Уште една идеја за која што многу слушавме во медиумите, за која што сме многу горди, затоа што го врати брендот што беше познат уште во време на Југославија, тоа е Кочанскиот ориз. Јорданчо, повели да ни раскажеш што за вас значеше зелени идеи. Добар ден на сите. Фала на поканата. Инаку исто така и ние сме победници минато годишни на регионалниот надпревар и освоивме награда со која награда ни даде така ветер во грб за да продолжиме со идејата, да ја реализираме и да ги сите наши планови остваруваме полека. Значи, ние сме здружение Оризова братимка од Чешиново, постоиме повеќе од една година и 3-4 месеци. Пред тоа работевме како неформална група на одржливи практики во оризопроизводството во Македонија. Значи, едно 7-8 години јас пилотирам на проекти за одржливи практики, подпомогнати од програмата за зачување на природата. Употребувавме практики на производство на ориз се со цел да се намали инпутите во оризопроизводството, контролирано оризопроизводство, да се намали штетното влијание врз животната средина и да се добие еден квалитетен производ кој што ќе биде предпознатлив како порано што беше во Македонија нашиот кочански ориз. Меѓутоа во последно време јас сум сведок, значи производството на ориз кај нас во Македонија пред 50 години изгледаше како органско производство. Не се практикува толку многу хемиски препарати со развојот на хемиската индустрија. Последните 30 на 40 години значително се наштети на почвата, на биодиверзитетот во тој регион и затоа ние како го согледуваме тоа се гледа, тоа не мора да се испитува во лаборатории, да се прави анализи, меѓутоа ние тоа таму посматраме и го гледаме и затоа се залагаме за да се применуваат практики кои што ќе значат намалување на штетното влијание врз животната средина, врз биодиверзитетот и рационално искористување на природните ресурси како што е водата, почвата и да прекинеме со
штетното влијание таму да го зачуваме тој биодиверзитет, да ја вратиме почвата во првобитна положба како што била, за да може да ни трае подолго, за да може тука и луѓето да останат и другите чинители во екосистемот. Значи, да, ние како слика, Јорданчо, да ја пуштиш кај што да видите што е иновацијата, затоа што и наш не ни беше јасно, додека разбереме што е идејата. Значи, ете. Овде представено, на оваа слика е представено првиот биосмарт ориз, сува сеидба, значи наместо во вода, ние гледаме да заштедиме вода. Оризот се некое време пред може да се наси и на суво. И тој успешно да вегетира рано пролет, кога се уште нема толку топло време и кога има влага во почвата, тој нема потреба толку многу од голема влажност, од голема вода, од големи количини на вода. Се засеува како месец дена може да вегетира правилно, без никакви стресови и без никакви проблеми. Кога ќе дојдат, кога ќе се пушта водата од системот, тогаш тој е во некоја фаза на развој, веќе почнува братимење. Значи он се хербицира, сите тие агротехнички мерки се изведуваат на суво и кога ќе се пушта водата, после ние не практикуваме употреба на хемиски препарати, целиот животински свет кој што буи во тој период кога има вода и топлина во самата почва и вода, тука се размножуваат и жабите, и рибите, и ракчињата. Значи, имаме богат биодиверзитет, меѓутоа со традиционалното, ние го викаме традиционално тоа што се практикува последните 30 на 40 години, кога како хемиската индустрија и механизацијата се во подем, се употребуваат агротехнички мерки кои што прво се засејува оризот, потоа се испуштуваат и се испушта водата за да може да се третира, за да може да се хербицира. Меѓутоа, тука правиме огромна штета на биодиверзитетот, на сите тие оплодени ларви, јајца од сите тие животинки таму, од целиот тај биосвет што живее во водата и правиме огромни штети. Ние како оризопроизводители, ние живееме таму на село, тоа го согледуваме и решивме да го запазиме тој животински свет после пуштањето на вода, да не се веќе празнат површините, да си остане тој животински свет, да се живее исто така да се добие еден квалитетен ориз кој што ќе биде добар и здрав како за потрошувачите, така и за позитивното влијание на животната средина, врз живиот свет и врз рационално искористување на ресурсите како што е водата, бидејќи цел месец се заштедува вода која што непотребно се користи и ние настојуваме тие практики да ги шириме повеќе. Веќе имаме доста земјоделци кои што сакат да ни се приклучуваат, ги оправдуваат овие наши примери и јас сметам дека оваа идеја ќе заживее. Почнуваме веќе да ги искористуваме средствата од веќе набавивме сеалка за ориз. Значи тоа да не биде рачно во вода, да се сее кога е попогодно, значи олеснува и на самите оризопроизводители. Во втората фаза веќе сме во фаза на набавка на биоразградиви пакувања, значи оризот ќе се пакува, веќе го сертифицираме тоа производство, го заштитуваме како бренд и јас се надевам дека се она што го имаме предвидено во проектот се однесуваме спрема тоа, го реализираме и мислам дека ќе имаме една успешна бизнис за приказка во наредниот период. Браво, Јорданчо. Аплауз ке ве молам. За него и сите колеги. Сите земјоделци кои што прават да се врати вистинската слава на оризот и вербата кај купувачот дека јаде на вистински, органски биосмарт ориз. Еве го пакувањето овдека. Гледате клучни зборови, не е само производството, туку начинот на кој што се пакуваат работите. Уште еднаш апел, кога размислувате за зелени идеи, размислувајте за целиот аспект да е зелен, значи и доставата. Интересно е 2015 кога почнавме со администрација на овој надпревар, имаше луѓе кои што мислеа дека зелен бизнис е само доколку продуктот е зелен, например, меѓутоа доставата еве, не знам, во буџет се става ставка за бензин за возило на месечно ниво.
И од 2015 навака, благодарение на едукативните моменти на надпреварот, успеавме да влијаеме врз граѓаните, барем ова размислување да го отфрлат и се помалку гледаме вакви пропусти во апликациите, особено во буџетските делови. Значи, ако имате некаков производ, размислувајте за амбалажата каква ќе биде. Еве овој орис овде е спакуван во текстил, а како што најави Јорданчо, ќе има и нов вид на пакување кој што ќе биде достапен за почеток во помалите продавнички за здрава храна органска, а понатаму идејата е да пораснат како производители, сами да ги пакуваат, да не им се откупува оризот и да го пласираат и во нашите големи маркети. Мислам дека доволно илустриравме, доволно зборевме ние од оваа страна. Јас би сакала сега да го отворам, да отворам сесијата за прашања и очекувам навистина прашања, барем и овде во овој дел, во неформалниот секако, меѓутоа за оние што се онлайн да можат да слушнат исто така и да се информираат за некои други аспекти. Едниот микрофон може да оди во публика. Еве, овој ќе го дадеме. Да, ќе го земе. А тој не е? Може попаметно другиот дојде. Ајде, повелете. Гледаме и познати лица, значи може да аплицираат и луѓе и претходно што аплицирале. Сакаме само да нагласиме дека идејата треба да е нова. Значи да не е, логиката е да не се финансира нешто што до сега не успеало, туку да се даде шанса на новите. Ајде, повелете. Здраво, јас сум Емил Кера од средно училиште ЕМОЦ Скопје. Дали можат школи да учествуваат? Веќе прашањето го знаете. Школи, нажалост, не можат да учествуваат. Значи, јавни институции, училишта не се подобни за аплицирање. Меѓутоа, ве охрабруваме, можеби во соработка со некоја граѓанска организација, доколку има, са не знам зашто, каква идеја станува збор, можеби граѓанската организација, доколку има намера како социјално предпријатие, да оствари соработка со вас, па да станува збор за некое партнерство, каде што вие би имале дел корист од реинвестиција на профит, доколку нели има некаква поширока социјална мисија на страна од ова еколошката. Инаку не, на жалост, меѓутоа и за среќа, малку сакаме да го поддржиме и приватниот сектор, оној кој што најмалку кубури, најмногу кубури со поддршка, да се охрабри и да аплицира. Фала ви на прашањето. Може да му само да дополнам одговорот? Во моментов активен повик има фондот на тема млади истражувачи. Значи предизвик за млади истражувачи, тука школите се подобни апликанти. Практично повикот е за школите и за ученици, без разлика дали се општествени науки или стручни науки. Тој беше и лани и преклани, значи трет предизвик ни ова, така да активен е во моментов, за тоа се надоврзувам, зирнете го јавниот повик и пробајте да аплицирате. Во однос на разработка на бизнис планови, ја видов тука и Љупка од Junior Achievement, тие работат многу со училишта, доколку не сте дел од нивната програма, ве охрабрува. Така, значи сте вклучени, супер. Можете да разговарате повеќе во тој дел. Лани е интересно што имавме во финалисти една идеја која што започнала како дел од Junior Achievement, меѓутоа понатаму да речеме добила спинов како приватна компанија, стануваше збор за кутија за апчиња, Smart Box, која што е направена од рециклирани делови и која што успеа да стигне до финале благодарение на посвестеноста на учениците и на професорите, меѓутоа аплицира како приватен субјект, правно лице. Дали имаме други прашања, коментари? Повелете. Добар ден, јас сум Никола Кипровски, не сум од подмладите. Долго години се бавам со архитектура во друга земја, надвор од Македонија, во Белгија. Се враќам во Македонија. По голем број проекти направени од современи материјали, формиравме група која што користеше природни материјали во создавање на архитектурата. По враќање, скоро сум вратен во Македонија, се обидувам да направам група, меѓу другите Јана е присутна овде, која што ќе користи природни материјали во архитектурата. Видов дека постоело нешто за архитектура од сламени бали. Да. Не мора да биде слама, може и други материјали да бидат, али балови да бидат.
Прашањето е дали за балови од слама има сертификат на ниво на изолационен материјал кој што може најлегално да се користи во градежништвото. Така. Тоа е веројатно стручно прашање. Ние и не не знам можеме да ви го одговориме например, така. постојат лаборатории во Белгија кои што ние работевме на тоа заедно со екипа една од Швајцарија и Австрија Така. и се носат во лабораторија, се тестира ламдата на изолационата вредност на тој материјал, тоа чини по добивање на атест, се знае дека дебелината треба да биде толку, Така. висината толку, пресувањето тоа и тоа, влажноста максимална таа. Дали може овде да се добие таков сертификат за да материјалот најлегално се користи? Тоа е еден од материјалите. Целта не ми е да аплицирам, да се направи помлада група архитекти, Така. кои што евентуално заедно со мене и со работка би аплицирале. Второ прашање, дали веќе имала апликација за таков објект? Дали сте добиле? Актуелна тема е. Секоја година на регионалниот надпревар, Еви Антонита ќе сподели дека минатата година имавме многу од областа на архитектура, природно градителство, значи дефинитивно на Балканот е како трендинг топик, трендинг тема. Убаво забележавте во еден од слайдовите кои што одеа претходно на презентацијата, дека во 2016 ми се чини дека една од победниците, од македонските победнички беше токму на таа тема. Представничка беше Ана Рафаиловска, која што исто така е архитект. Нивната идеја се надпреваруваше на регионално ниво и се однесуваше на изградба на куќи од сламени бали. И можам да ве поврзам со неа како контакт, затоа што мислам дека она има навистина експертиза. Ако не се лажам, мислам дека они продолжија во тој дел. Она што беше интересно, не само материјалот за градба, туку кај нив беше интересен и пристапот во учеството на заедницата. Значи, освен тоа што самиот материјал беше еколошки, подобен и од локални ресурси набавен, интересно беше што и самата заедница преку обука можеше да учествува. Например, доколку градите во некоја рурална средина, може да се обучи локалното население, исто така да помогне во изградбата на куќата. Во однос на првото прашање, може би во неформалниот дел, доколку имаме архитекти или експерти од таа област, ќе би добиле одговор. Меѓутоа, на јас како размислувам за вашето прашање, дека доколку аплицирате како физичко лице и доколку имате барем некакви контури на идејата, да напишете во бизнес планот дека ви треба истражување во однос на тоа дали може да се добие таква сертификација, доколку има некаков експерт да се буџетира, да се стави како консултант, да се вклучат исто така и младите архитекти, да се види можеби да се земат за соработка некој здружение на архитекти или нешто слично. Значи не можам да ви одговорам, не сум воопшто архитект за во однос на дали постои таков сертификат. Знам дека и такако е присутно како тема одржливото градителство, природните материјали, како тема на конкурсот, затоа ве охрабрувам да продолжите да размислувате. Ако може да одговорам, Слободно. видите, јас сум плюс минус во некој крај на кариера на проектирање во архитектурата, повеќе сега со теорија се бавам, лично за себе, но би сакал дел од едно големо искуство да го пренесам овде на помлади архитекти, и тоа е цел еден процес кај што институции и наука треба да бидат присутни за да се добијат сертификати. Сега не знам дали некоја од институциите ваши може конкретно да помогне и да рече, слушај, постојат услови за да тоа и тоа се тестира и се добие сертификат. Кога ќе добиеме сертификат за било кој изолационен материјал од природно потекло, тогаш веќе е полесно да се представи тоа и од комерцијален аспект на било кој. И мене идејата ми е да се повеќе се градат објекти, поготово за индивидуално домување, од природни материјали. Во еден разговор со еден професор мој своевремено, кога шетавме низ Европа, разговаравме за тоа кога се прави објект, како да се сруши најлесно после. И да нема импакт кон средината која ќе се сруши. Овие објекти и од тој аспект се интересни. Станува збор за дрво, балови од слама, глина и вулкански маутер од надворешна страна, а господинот што обработува, произведува ориз, би сакал да го прашам што станува со лушпата од оризот.
Тука имам Има, интересна Јорданчо, тема многу идеи. за разговор со него. Така, има Благодарам. многу идеи. Во однос јас би се задржала дали се поддржува развој, иновација, R&D, Research and Development. Може би Бране има информација. Да, дефинитивно. Активности за истражување и развој, не само во однос на техничкото решение, и она што го викате дека го имате потреба од сертифицирање или тестирање на производот, да, тоа е подобен трошок и поддржуваме и тоа е целта на стартаповикот, кој е активен, да поттикнеме вложување во истражувачки и развојни активности на микрокомпаниите. Меѓутоа, во однос на прашањето што го споменавте, дали ние како